собственикот на најголемите хитови. Неповторливиот Стинг одржа концерт по втор пат во нашата држава, но овој пат и на значаен ден за Македонија. 2 јуни ќе се памети по две работи во историјата на Македонија. Првата е дека Вардарци докторски одигра и по втор пат станавме европски шампиони, а другата е дека на наше и на ваше огромно задоволство вечерова по победата на Вардарци ќе ни пее неверојатниот музичар Стинг. Досега не сме паметале ваква забава. Колку и да постоеше сомнеш дека концертот ќе се одложи поради временските промени, сепак се чини не постоеше таква виша сила што ќе го спречи Стинг да излезе на сцената. Што и предлагаш на твојата другарка или не знам што тие, нели за вечерова како ќе споминете? Незаборавно се разбира. Ние секој заедно у друштво најубаво. Да. Ви благодарам, убаво да си поминете. Благодарам и на вас. Концертот почна навремено како што и беше планирано од страна на организаторите, но и како типичен англичанец за Стинг. Забавата ја започна со песната Message in the Bottle. Стадионот за жал не беше полн, а дождот нале како по договор престана пред концертот, а почна повторно да врне откако заврши. А комбинатиот концерт во Скопје беше со повеќе хитови на Полис. Овој беше поромантичен, нешто што дополнително ја зачини ноќта по победата на Вардарци.